Добре дојдовте во училница по предметот математика за 9-то одделение. Во оваа видео лекција ќе учиме за обиди и грешки при наоѓање на решение на квадратна равенка од темата алгебра и решавање проблеми. Наставни цели. Ученикот треба да користи систематски методи на проба за да ги најде приближните решенија на равенки како што е равенката x на квадрат плюс 2x е еднакво на 20. Да работи со броеви, алгебарски изрази и равенки и применува често користени алгоритми. Заокружува броеви до одреден број на децимални места. Заокружувањето го користи за да дојде до решение на проблем со одреден степен на точност. Ученици, земете ги вашите тетрадки пенкала и да започнеме. Најпрви, размислете. Кои се видови равенки според степенот на непознатата? Да се потсетиме. Видови равенки според степенот на непознатата се равенки од прв степен или уште се викаат линеарни равенки, равенка од втор степен, квадратна, равенка од трет степен, кубна, равенка од четврт степен и така натаму. Квадратна равенка со една променлива во општ вид ја запишуваме ax на квадрат плюс bx плюс c е еднакво на 0, каде што x е променлива, а b и c се дадени реални броеви и а е различен од 0. Пример 1. Најди позитивно решение на равенката x на квадрат плюс 2x минус 4 е еднакво на 66 со метод на обиди и грешки или уште се вика систематски метод на проба и подобрување. Решението заокружи го на едно децимално место. За да ја решиме оваа задача, најпрви ќе направиме една табела, каде што во првата колона ќе ги ставаме нашите обиди, во втората колона ќе заменуваме во x на квадрат плюс 2x минус 4, а во третата колона ќе запишуваме коментари. Најпрви размислете, кој број да го ставиме на местото на x, да замениме во левата страна на равенката x на квадрат плюс 2x минус 4 и да добијаме 66. Најпрви ќе се обидеме со бројот 8. Доколку замениме во x на квадрат плюс 2x минус 4 за бројот 8, добиеме 8 на квадрат плюс 2 по 8 минус 4 е еднакво на 8 на квадрат е 64 плюс 2 по 8 16 минус 4. При тоа внимаваме на редоследот на операциите. Тука преднос имаат најпрво степените, множењето, па потоа се собирањето и одземањето. Добиваме 76. Погледнуваме во равенката, од десната страна е бројот 66. Затоа тука нашиот коментар што ќе го запишеме ќе биде преголем. Следно ќе се обидеме со бројот 7. Доколку замениме за 7, добиваме 7 на квадрат плюс 2 пати по 7 минус 4. 7 на квадрат 49 плюс 2 по 7 14 минус 4 се добива 59. Нашиот коментар тука ќе биде премал. Забележуваме дека бројот ќе се наоѓа помеѓу 7 и 8, односно тоа ќе биде децимален број. Затоа ќе пробаме со 7,5. Доколку замениме за 7,5 во x на квадрат плюс 2x минус 4, ќе добиеме 67,25. Погледнуваме во равенката, од десната страна е 66, затоа нашиот коментар тука ќе биде. Ќе се обидеме со децимален број, помал од 7,5, тоа е 7,4, кога ќе замениме во изразот, ќе добиеме 65,56 и нашиот коментар тука ќе биде премал. Забележуваме дека бројот, односно решението на равенката, ќе се наоѓа помеѓу 7,4 и 7,5, меѓутоа во задачата е нагласено заокружи го на едно децимално место. За да знаеме дали ќе го заокружиме на 7,4 или 7,5, ќе замениме следно за 7,45. По замената добиваме резултат 66,4025. Тука нашиот коментар ќе биде преголем
и заклучуваме дека бројот заокружен на едно децимално место ќе биде 7,4, односно решението на равенката x на квадрат плюс 2x минус 4 е еднакво на 66 x е еднакво на 7,4. Пример 2. Плоштината на дадениот правоаголник е 38 см квадратни. Со метод на обиди и грешки најди ја вредноста на x заокружена на едно децимално место. Најпрво размислете како се пресметува плоштина на правоаголник. Која е формулата за плоштина на правоаголник? На цртежот на овој правоаголник должината е x плюс 2, а неговата ширина е x. Формула за плоштина на правоаголник е P еднакво на А по B. Доколку замениме во оваа формула, ќе добиеме x плюс 2 во заграда по x е еднакво на 38. Значи на местото на P ставаме 38, бидејќи дадено ни е во задачата дека плоштината на дадениот правоаголник е 38. Се ослободуваме од загради, x по x на квадрат, плюс 2 по x е еднакво на 38. За оваа равенка треба да се направи табела и со метод на обиди и грешки да ја најдеме вредноста на x заокружена на едно децимално место. Направете една табела во вашите тетрадки, кај процена го ставате бројот x, во втората колона го запишувате левиот дел од равенката, односно x на квадрат плюс 2x, и третата колона ќе ја биде за коментари. Направете една табела во вашите тетрадки и паузирајте го видеото. Односно, бидете се сами да ја решите задачата. Да провериме. Дали вашата табела изгледа вака? Може би имате добиено повеќе редици, тоа значи дека сте направиле повеќе обиди и повеќе грешки. Мало до објаснување. Кога заменавте за бројот 5, добивте решение 35, бидејќи треба да биде 38, вашиот коментар тука треба да биде премал. Кога ќе замените за 6, добивате решение 48 и коментарот е преголем. Со децимални броеви меѓу 5 и 6 се следните обиди. Кога се заменува за 5,2 и 5,3 се запишуваат коментарите и на крајот мора да се направи и обид со бројот 5,25 за да се знае дали ќе се заокружи бројот на 5,2 или 5,3. Кога се заменува за 5,25, бидејќи коментарот е преголемо, од тука заклучуваме дека треба да го заокружиме на едно децимално место на 5,2, односно решението на равенката x на квадрат плюс 2x е еднакво на 38 е x е еднакво на 5,2. Пример 3. Плоштината на фигурата на цртежот е 40 см квадратни. Покажи дека x на квадрат плюс 12x е еднакво на 40, а под b пресметај ја вредноста на x заокружена на едно децимално место. Најпрви не размислете како на оваа фигура ќе пресметаме плоштина на оваа фигура, прво ќе ја поделиме на две фигури. Првиот дел ќе го обележиме со P1, а вториот дел ќе го обележиме со P2. Купната плоштина на фигурата на цртежот ќе биде збир од плоштините. P1 плюс P2 е еднакво на P. На местото на P1 ќе ставиме должина по ширина, односно x по 5 или 5x, а додека на местото на P2 плоштината на другиот правоаголник, неговите димензии се едната е x плюс 7, а другата димензија е x, односно неговата должина е 7 плюс x по ширината x. Е еднакво на 40. Тука го ставаме бројот 40, бидејќи во текстот ни беше дадено дека фигурата на цртежот има плоштина од 40 см квадратни. Следно, се ослободуваме од заградите и да го средиме изразот 5x плюс 7 по x е 7x плюс x по x на квадрат е еднакво на 40.
x на квадрат плюс 12x е еднакво на 40. За оваа равенка направете сега вие сами една табела и паузирајте го видеото. Да провериме дали вашето решение е исто со решението од оваа видео лекција. Кога заменавте за бројот 3, по решавањето треба да добиете резултат 45 и коментарот да биде преголем. Со замена за бројот 2 се добива 28 и коментарот треба да биде премал. Тука забележуваме дека решението ќе биде помеѓу 2 и 3. За 2,7 и 2,8, кога се направени замените во x на квадрат плюс 12x, се добијани овие резултати, коментарите се премал и преголем. И следно мораме да направиме секогаш со плюс едно децимално место. Значи во задачата ако се бара заокружи на едно децимално место, вие секогаш при обидот треба да направите со 2 децимални места, за да знаете на колку ќе заокружите. Со замената на 2,75 коментарот се добива преголем, поради тоа заклучуваме дека кога ќе го заокружиме, решението ќе биде 2,7. Односно, покажавме дека x на квадрат плюс 12x е 40, а за под Б ја пресметавме вредноста на x и запишавме дека x е еднакво на 2,7. Следно, задачи за самостојна работа. Прва задача, најди позитивно решение на равенката x на квадрат минус x плюс 11 е еднакво на 90 и решението заокружи го на едно децимално место. Втора задача, запиши равенка по x за пресметување на плоштина на правоаголникот на цртежот, одреди ја вредноста на x заокружена на едно децимално место. Доколку овие задачи успеете да ги решите самостојно и при тоа за првата добијате решение x е еднакво на 9,4, а за втората задача добијате решение x е еднакво на 5,6, значи вие успешно сте ја совладале оваа наставна содржина. Дополнителни задачи за вежби со метод на обиди и грешки можете да најдете во вашиот учебник по математика за 9-то одделение на страна 184, страна 185. Ви посакувам успешна работа и ви благодарам за вниманието.